Добар ден, благодарам на комисијата за можноста како одговорно лице во институцијата што ја предводам град Скопје да се обратам на вашиот форум. Мислам дека во образложенијата кои што беа истакнати од членовите на комисијата, известители по предметите што се дадени како приговор, беше опфатена ситуацијата и состојбата таква каква што е. Она што можам да го кажам и да го истакнам е дека многу внимаваме да не дојде до прекршување на членот 8. Во првата програма која што е редовна активност на градот Скопје години наназад се однесува на субвенционирање на велосипеди. Идеше еден стандарден оглас кој што се случувал во градот Скопје како таков години наназад. И заради тоа нема, да речам, дополнување за самата исплата, иако како одговорна институција одговорно тврдам дека ниту денар до сега е исплатен, ниту е донесено било какво решение. Меѓутоа оставам на вас, согласно вашиот заклучок, надлежните институции и јавното обвинителство, отворени сме, транспарентни да бидеме во соработка со вас за секој еден таков случај. За вториот случај, бидејќи станува збор за субвенција која што град Скопје воведува како новина, за прв пат се појавува, а имајќи во предвид дека бевме свесни при носењето на одлуката на Советот, на седницата на Советот на 28.2, дека ќе навлеземе во периодот на предизборието, дословно стои и тоа е јасно кажано на граѓаните дека било каква исплата по овој основ ќе биде после носењето на решение на комисијата на државната изборна комисија дека се завршени изборите, и мислам дека тоа се и фер услови и многу е јасно и децидно кажано. Еден куриозитет кој што не стои во одговорот на градот, меѓутоа доставен и записникот од седницата на Советот на градот Скопје одржана на 28 февруари е дека и за едното, и за другото, и за едната и за другата одлука, согласно програмата усвоена декември 2018 година, за ваквото објавување на јавни повици има гласано и советничката група на подносителот на приговорот. Лично, интимно, ако ми дозволите, мислам дека не станува за збор за правен проблем заради поднесување на приговорот, туку повеќе мислам дека станува збор за политичко поднесување на овој тип на приговори. Зборувам за институцијата за која што јас се предводам, а со цел да се направи некакво политичко алиби за очигледниот дебакл кој што ќе го доживеат на претседателските избори. Благодарам.